Во оваа луѓе и места ќе ве запознаеме со најмладиот колекционер на старо оружје кај нас. Ве водиме на Скопска Водњанска или како што вели самиот, во единствената куќа со дрвена порта таму. Старата дрвена порта уште на влезот како да сака да ни навести дека ќе се вратиме назад во времето. Оваа емисија ќе биде со двајца Јордани. Мојот именјак и соговорник има само 19 години, а веќе успеал во својата колекција на старо оружје да собере завидна бројка. Сите експонати се реставрирани и речиси вратени во нивната првобитна состојба. Подрумските простории во нивната семејна куќа Јордан ги адаптирал во соба каде берданките, малихерите, револверите, јатаганите ве враќаат назад во времето. Ова беше визба со преполна со оние предмети од домаќинство кои биле употребувани претходно, па после се оставени во визба. Колекцијата дојде до некој поголем број на парчиња, од 50 на 60 на парчиња, што сакав да ги изложам, бидејќи ми стоја по куфери, по кутии, под кревет, над кревет, расфрлани. Сакав да ги склопам да изгледаат убаво. Прво ги редев под зидови, најразлични простори каде што. И затоа морав кој да дојде, кој што сакав да се поволам со мојата колекција, морав да го прошетам низ цела куќа за да го види секој парче. Затоа побарав дозвола од моите родители да го земам овој простор, мислам подрумот или визбата, која средив вака, баш со помош на мои другари, со пријатели, ја средив вака, како што изгледа баш денеска. Тоа се случи во прва година средна. Ја направи визбата на некој начин во соба. Беа стари зидови, малтерот се ронеше и не беше наменета за ваков простор. Барав предмети кои ќе доловат некоја автентичност, да го доловат баш тој период од кој потекнува и оружјето. Затоа определив еден зид каде што ќе ми биде изложено оружјето, а останатиот простор да биде место каде што може човек да се опушти и да го гледа тоа оружје. Бидејќи за мене стварно представува место каде што се опуштам. Може би малку е чудно за едно дете од 6 години да мечтае по вистинско оружје. Но токму на таа возраст започнува фасцинацијата на мојот соговорник од старото оружје. Уште на мои 6 години ја имав парче оружје, тоа е секирчето од дедо ми, што многу ми се засвиѓа бидејќи е добар експонат, стар, има учествувано во сите. Уште од селските буни па до Втора светска војна. Имам голема љубов за оружјето. Значи, не гледам на оружјето како предмет. Гледам како уметничко дело. Секое оружје секое парче оружје е уствари уметничко дело. Бидејќи во тој период се изработувани рачно. Премногу занајати се склопени во едно. Значи не е само средство за одзимање на нечив живот, туку нешто кое символизира борба, слобода, заштита, сигурност. Шетајки се со баба ми по кеот на Вардар, видов една антикварница која самиот излог ме привлече да влезам. Јас за тогаш бев стварно мало детенце кога влегав таму, сите ме погледнаат чудно зашто. И баш се распрашував за тоа оружје што беше изложено за продавање, баш таму, но немав можности да го купам. Значи, сигурно сакав да земам нешто и да си го однесам дома и да биде мое, но немав можности да го купам. Она кое подолго време го чекаш, тоа ти е посладко. Значи, некои парчиња уште тогаш
Тогаш баба ми купи еден бајонет. Ја премолив баба. Препекав да ми го купи тој бајонет. Ми го купи тој бајонет. Тоа беше, значи, првото купено мое оружје. Подоцна, кога почнав со да имам подобри парчиња во мојата колекција, еве пример, тој гасер го најдов во село. Интересна приказна. Така беше сочуван, ја постаре од 150 години. Беше завиткан во крпа со восок, на некој начин запечатена и пикнат во бочва со вино. Тоа мислам тогаш немаше вино и затоа беше растурена бочвата и го извадив. Најден е во куќата на мојот прадедо, во старата куќа од каде што потекнува баба ми. И го донесов во Скопје, тоа беше првото, значи, парче што имав револвер. Мислам, првиот револвер што го имав. Подоцна почна да се нижат парче по парче, купено, најдено. Секој колекционер на оружје конкретно си има свој период. Некој собира Втора светска војна, некој собира Прва или Ленински период. А јас се определив за нешто многу пошироко. Јас се определив за целата Отоманска империја. Од почетокот на доваѓањето на Отоманската империја на овие простори, на Балканскиот полуостров, и собирам оружје само што е користено на Балканскиот полуостров. Значи, кој е учествувало во тие битки кои биле тогаш. Значи, не ме привлекува оружје на запад, како пример колтови или Винчестер. Убаво е, но некако тоа што го држал можеби некој мој прадедо, некако тоа што го држал некој македонец. Битно ми е тоа што македонец го има употребувано тоа. Значи, некој што се декларирал како македонец. Со тоа оружје некој кренал рака, кренал глас против толкава империја. Сакал да постигне нешто, да чуе светот дека негде постои некоја Македонија која е поробена. Чив народ не може да го издржи тоа. И затоа земал пушка в рака. Баш поради тоа ми се свиѓаше конкретно тој период. Бидејќи тој период е премногу долг, 511 години, 512 години. Баш поради тоа мене ми се допаѓаше тој период. Голем, дава премногу простор за тој период е на баш кога оружјето од примитивно, од сабји и јатагани, преку кремен, каписла, па револвери и обратно завртно репетирани пушки. Значи, има цела еволуција на оружјето. Денес Јордан знае речиси се за оружјата кои се дел од неговата колекција. Каде се произведени, каде и кој најчесто ги користел. Интересно е како бил поттикнат да чита и истражува за нив. Во тие антикварници, каде што почнав да шетам и да на детен, никој нема да му даде пиштол во рака. Као прво, сите се плашеа дали татко ми ќе го прифати тоа дома или... Имаше, еве ќе го спомнам, Чичко Владо. Имаше случај кога сакав стварно да купам еден експонат од кај него, он ми рече: нема да ти го давам тебе, да ми понудиш и дупло таа цена, тебе нема да ти го дам. Дојде со некој постар да знам дека ти дозволува да го носиш тоа дома, земи. Значи, зашто сепак беше оружје. На дете од 10-15 години никој... Прво ме гледаа со подсмев. Но кога прв пат некој од другите колекционери дојде и влезе кај мене, кога виде не толку богата, не толку раскошна колекција, но како така склопена колекција, почна и да ми подаруваат. Почна да ми подаруваат најразлични парчиња. Баш еве, Чичко Владо ме натери да читам за
на тој период, баш тогаш кога сите сака да си играат на улица, он ме натера да читам. Ми даде книга, ми рече кога ќе прочиташ книгата, ќе дојдеш ќе те прашам што пишува во книгата. Ако ми кажеш дека е така како што пишува, ќе добиеш подарок. И со тоа ме мотивираше ја да почнам да учам за тоа оружје. Колку толку да се надоградам како колекционер. Бидејќи не сум колекционер ако само го имам оружјето дома. Ако не знам зашто постои тоа оружје, ако не знам од каде доаѓа тоа оружје, зашто е користено тоа оружје и дали е оружје уствари. Како најстаро огнено оружје ми е кубурата, со турско потекло, користена исто од турците, па подоцна и од нашите кои се бореле против нив. Таа е кубура кременјача. Кременјача значи пиштол со механизам со кремен. Кременот му овозможува да испука, да го исфрли куршумот. Подоцна се појавуваат каписларите како поефикасно, малце поефикасно оружје од кременјачата. На каписларите не се обрнува толку големо внимание како што биле украсувани, дотерувани, доправувани кременјачите. Ова е Моси Нагант, произведен 1898 година, користен во Линденското востание, белски, потекна од Белгија, и е еден од најопеаните револвери во нашите песни. Ова е најефикасниот тогашен револвер. Има 7 куршуми, е нагласен како атентаторски револвер. Користен и после Линденското востание за оние сулунските атентатори, убиството на Ѓорче Петров и сите тие случувања што биле после Линденскиот период, најчесто се случувале со овој тип на револвер. Бидејќи има солидна големина за манипулирање со него, за криење и за сите тие работи. Има доволен број на куршуми и многу е потешко да се докаже убиството со него. Бидејќи има таков механизам во него што не може да му се најде парафинска ракавица. Оттисоци, значи не пушта барутни честички наоколу, туку само мал пламен и зрното излетува. За разлика од сите останати. Огромната љубов која ја носи во себе за старото оружје го натерала и да ги реставрира и враќа во нивната првобитна состојба. За таа цел, во сопствениот двор направил импровизирана работилница, ковачница, дури и ливница каде ги лие деловите за оружјата кои не може да ги најде. Сум наоѓал многу парчиња што се ставени, забутани негде во било на какво место кај што никој не ги гледал со години. И сепак тоа, самото време го нагризува оружјето. Самиот предмет го нагризува. Со тоа, кога ќе го земам парчето, тоа не личи на ништо друго. Освен на некој парче железо зараѓано што нема никаква улога во ништо. Со тргањето на таа раѓа, на таа прављаштина од него, со чистењето на тој предмет,
почнува да заликува на нешто. Подоцна му додавам тие делови што ги нема. Значи, рачки, се обидувам да најдам дел баш за него како што треба, ако не можам да го најдам, го правам тој дел. Сакам да биде автентичен, значи барам од истаков револвер што е само дел од тој револвер за да го вметнам на овој револвер, за да испадне нешто, да биде целосен. Ако не можам да го најдам тој дел, тогаш се обидувам да направам истаков дел за да биде целосен пиштол. Во Македонија е мал бројот на колекционери на старо оружје. Тие ја препознале љубовта и пасијата која ја носи во себе овој млад човек и му ја укажале честа уште на негови 16 години да стане член во нивното здружение. Добив покана од Сдруженијето Прима Милитарија Македоника за нивна изложба која беше во парк во една кафана, каде што беа изложени повеќе парчиња, каде што имаше пресконференција на председателот на тоа здружение, каде што имаше и сите оние луѓе кои учествуваа нели во таа организација. И тогаш добив статус како најмлад колекционер во Република Македонија на оружје. Сепак оружје. Има премногу колекционери во Македонија. На значки, на банкноти, монети, било какви други предмети. Но многу се ретки оние кои се занимаваат со оружје. И само конкретно со оружје. Собирав оружје кое е дозволено со закон. Значи оружје што е до 1898 година на црн барут, како што спомнав. За такво оружје нема потреба од значи тоа го пише и во денешниот законник. Нема потреба од никакви дозволи, никакви документи. Све што е поново од таа година, таа граница 1898 година, се смета дека е во функционална состојба. За секое такво парче треба да си има дозвола или да е тотално уништено или да е пломбирано. Јас немам такви парчиња во мојата колекција, се придржував на законот. И се уште се придржувам на законот да го собирам она што е дозволено. На мои 16 години, значи, имаше удел тоа што собирам оружје кое не е функционално. Бидејќи сите знаеме дека треба да се биде полнолетен за да имаш парче оружје дома. Треба да се имаат посебни дозволи за да имаш парче оружје. И покрај големиот интерес за историјата, сепак Јордан се определил за вајарството да биде негова животна определба. Денес, тој е бруцош на Ликовната академија во Скопје. Дали тоа беше дарбата, дали тоа беше некој талент, но сите викаме дека талентот е само 1%, а сето останато е работа и труд. Имав исто, како што имав желба за оружјето, имав желба и за да направам нешто, да створам нешто, што е убаво, естетски, што привлекува внимание. Било какво внимание од кого било. Имав, значи, кога завршив средното уметничко, имав дилема дали да идам на археологија и споминјав дека ќе идам на археологија, но сепак се одлучив за уметничка академија исто одсек вајарство, бидејќи го завршив тоа и сакам да го надоградам тоа. Мислам дека за тоа сум способен да работам и сакам тоа да го работам. Онаа пасија за историјата ќе имам со мојата колекција. Значи, преку мојата колекција ќе се вратам таму кај што сакам да се вратам, а со мојот факултет ќе одам напред каде што сакам да одам. Го оставивме Јордан со желба минатото и понатаму да му биде инспирација за иднината. А ние, идната емисија ќе ја реализираме на некое друго место, кај некои други луѓе.